Она што следува е нашиот редовен доктор Александар Митов, гостин, експерт за здравствени проблеми, здравствени системи, здравствени теми. Добро утро, доктор Митов. Добро утро. Минатиот пат не сте нашернале на Фейсбук и гледам дека... Готово, ќе смениме. Ќе смениме и тоа. Да, тие се тие проблеми. Доктор Митов, колку станавте вие експерт? За се тоа, бидејќи вие дел од консултациите ги држите на дел од овие платформи. Имате голем интерес, знам дека многу стотици луѓе ве следат. Постојано и сите тие шерови, стриминзи, сега за жал користам термини кои што не се наши или позајмени, меѓутоа тоа апсолутно стана составен дел од начинот на работа. Без тоа не може. Да, така е. Добро, мислам, еве и ние, мислам, сето тоа се разбира има и големи позитивни страни, бидејќи, например, Петар Арсовски утрина со кого разговаравме на Zoom платформата, иако бевме договорени да дојде во студио, меѓутоа искрсна некоја здравствена работа која што не е врзана со него, па заради тоа не стигна да стигне до студио. И тогаш имате Zoom и се направивме убав муабет и да се вклучиме. Доктор Митов, денеска сакав и ве замолив да поразговараме за нешто што е истовремено и актуелно, а не доволно дискутирано во македонската, да кажем, здравствена јавност, не само оваа професионално, туку и пошироко. А тоа е темата за протоколите во третирањето на болестите и во лекувањето. Зошто се протоколите важни? Зошто утврдувањето на таа процедура како се третираат одредени проблеми во медицината се всушност важни? Технички терминот е медицински препораки, упатства или гайдлайнси на англиски. Протокол е малку потесен термин од тоа. Ако сега сакаме да зборуваме чисто според терминологијата на јавното здравство или на здравствените системи, што точно значи? Тие се важни заради тоа што го пропишуваат точно патот на пациентот од моментот на прв контакт со здравственото лице, што би рекло низ фазата на диагноза, потоа во фазата на третман, в конечна терапија, вклучувајќи ги и сите прогностички моменти. Што значи, едно упатство медицинско всушност има за цел на медицинскиот работник, односно на лекарот, да му даде еден патоказ, во смисол што треба да се направи прецизно за да се диагностицира одредена состојба, за да се лекува, како да се лекува. Сте ги слушнале сигурно термините прва линија на терапија, втора линија на терапија. Добар дел од протоколите се поедноставени со така наречени алгоритми. Кога пациентот всушност според параметрите кои што ги има се црта алгоритам. Па ако таа вредност е под толку, одиме на тоа, ако е над толку, преминуваме на тоа. Знаете како тие убави коцкички кои што се цртаат така со цел да се сегде дека се преминуваат, па и во медицината претпоставува. И сето тоа, цело овој концепт на медицински упатства е врз основа е изграден на така наречената медицина базирана на докази. Тоа е основната парадигма во денешната медицина. Значи, ако порано било дека лекарот може да лекува од искуство, дека може да лекува заради виртуозност некаква или не знам што, или било какви други лични карактеристики, сето тоа, според современата парадигма на медицината, е тргнато настрана и е кажено вака: само за тоа за кое што имаме јасни докази, низ голем број научни студии, и доказите тука се степенуваат, да не навлегувам во детали, доказ од највисок степен, па помалку убедлив доказ, па уште помалку убедлив доказ. Интересно е дека на таа пирамида на докази најмалку значење има мислењето на експертите. Значи, тоа е најневредното на таа скала на докази. Значи, се повеќе објективизиран процес, се помалку е субјективизиран. Тоа е целта. И затоа се гради таа медицина базирана на докази. Морам да кажем дека тоа е малку едно дехуманизирање на лекарската професија, бидејќи важно е човек да отиде и да се нажали малку на лекарот. Дури ја знаеме ситуацијата во која не се смета добри лекар ако не препише некој апче. Ако ти каже добро, види, внимавај на тежината и ќе биде добро, и ти излегуваш и викаш тоа е каков лекар овој, ни еден антибиотик те ви препише. Да. Знаете како тука е малку и како джез. Значи има ритам, има и мелодија која што оди нагоре-надолу. Ритамот е тој кој што е пропишан во протоколите. И тоа се знае што треба да биде. Прво, второ, трето, четврто, пето. Односот со пациентот, тоа е веќе уметноста на лекарот
да постави комуникација со пациентот. Во време на пандемија многу се важни овие протоколи, кај нас се поведе разговор, ги има или ги нема. Пред тоа да ве прашам, еве и моите колеги од Слободен печат, Мирослава Бурнц и денеска пишува во Весникот, Така? подготвува за утре, за како да кажем, пациенти кои што наместо да отидат на матични лекари или во болнички третмани, се лечат со инфузии дома. Тие инфузии им ги ставаат лекари кои што или медицински лица кои што воопшто не се Прашање дали се присутни во системот. значи нема никаква трага од тоа што е дадено, со што се состои инфузијата и така натаму. Зошто луѓето не разбираат дека протоколите се важни во третманот на болестите? Знаете, како се постави една теза дека, и ја следам се почесто на Facebook, дека тоа е некој шаблон, дека тоа било погрешно, шаблонизирањето, така да го наречам, на овие работи, всушност го гарантира квалитетот. Впрочем, например, знаете како што имаме стандардизација во разни области, и со стандарди, вакви стандарди, онакви, JCI стандардите во медицината, во болниците, ако сакаме да ги спомнам. Тие се фактички гарант дека процедурата која што ќе се прави ќе биде добра. И се створи некоја, за мене, неоправдана грижа или сомнеж во тоа колку може да биде добра медицина ако е базирана на такви поднаводници крути протоколи. Меѓутоа, токму крутоста на протоколите е тоа кое што утре може да го повика лекарот на одговорност и да каже зошто не сте лекувале така како што цел свет лекува или како што е пропишано во сите релевантни институции, светски, меѓународни, па и национални, зошто не сте го следеле тој пат на лекување. И лекарот треба да има изворедно силен, аргументиран одговор за било каква отстапка од овие препораки. Имаме ли протоколи за ковид третман во Македонија? Тука е многу интересно дека има големо разногласие. Комората на лекари вели дека нема, многу стручњаци, наши познати професори велат дека нема, Министерството вели дека има. Јас се потрудив да побарам такви протоколи за лекување, за третман на COVID-19 не можев да најдам на веб страната на Министерството за здравство, каде што е, впрочем, местото каде што би требало јавно да биде достапно. Тука мислам дека Хрватска направи најдобро. Уште на почетокот на пандемијата, лани некаде мај-јуни, Министерот за здравство на Хрватска свика една голема група од експерти во инфективни болести, сите поврзани анестезиологија, интерни болести. И таа група на експерти пропиша терапија на примарно, на секундарно, на терциерно ниво, кај полесните, кај потешките, кај најтешките пациенти. Министерот го потпиша тој документ и тој документ беше објавен во Службен весник и дилемата завршува тука и толку. Сега можеби е малку непријатно некој да земе ова да го прави сега. Наречи си 2 години од како се е почнато се и затоа одиме со вакви има нешто, не е баш тоа. Добра, ама тоа не е баш неважно прашање. Мислам суштинско. Тоа мора да е суштинско прашање, бидејќи протоколите се тие кои што се можеби подпишани пред 1 година, тие предпоставувам се иновираат како што доаѓаат нови сознанија, лекови, третмани и така натаму искуства од други. Да. Целта е особено пак овие за ковид трпеа во сите земји, во сериозни земји трпеа многу освежување, многу апдейтирање, така да речем, и беа континуирано подобрувани. Јас сум на став дека уште не е доцна и дека може и треба да се даде на примарното здравство, односно на матичните лекари кои што се први на ударот во комуникацијата, како и што треба да се постапува во смисол на лекување. Потоа на секундарно ниво, за жал непријатно звучат модуларните болници, веќе асоцираат со други работи, и таму да се даде прецизен протокол што треба. И трето, терциерно ниво, најтешките пациенти кои што ќе стасаат до градска општа болница 8 септември или клиниката за инфективни болести, таму да се даде исто така. И не е страшно воопшто да биде пропишен еден таков документ, напротив, сметам дека е насушна потреба за јасно да се прецизира на било кое ниво што точно треба да се прави. Тоа е сепак надлежност на Министерството за здравство. Не може да речеме комората да го направи. Не може клиниката за инфектологија. Затоа имавме разногласие. Клиниката, например, имаше едни лекови прифатени на интерните клиники, нели познати од ивермектин беше прифатен кај нив. На инфективно не го прифаќа колегите и воопшто не го воведува во протокол. И сега за какви национални протоколи можеме да зборуваме, ако на разлика од 300 метри од прилика едната до другата зграда, едните следат ваков начин на лекување, другите следат
очигледно поинаков начин на лекување. Во принцип би требало да биде познато, транспарентно објавено доколку такви протоколи има. Апсолутно, тоа треба да е кристално јасно на очи на стручната јавност. Нека биде на очи и на општата јавност, иако малку ќе им значи, не е целта да се самолекуваат според нив, туку барем да се осигурани луѓето дека постојат, дека лекарите ги знаат и дека се следат. Доктор Митов, благодарам. Сигурен сум дека ќе има реакции на ова што го говорите, бидејќи ќе се потрудиме. Јас, например, не сум ги побарал протоколите на веб страните на Министерството, ама со колегите, како ќе заврши оваа емисија, ќе се потрудиме да видиме има или нема протоколи, бидејќи на крајот тие не може да се тајни. А доколку постојат се. Доколку постојат, да. Александар Митов, благодарам.